Во мој дом важат мои правила. Сецкам салат. Данка. Данка? Да, у кафана Данка. Тоа е меѓу мене човекот и Господ. Не е мала работа да си фризер и шминкер. И јас сум среќен човек за разлика од луѓето. Стварно прво си психолог, после си фризер, шминкер. He is the best. Ако работиме јавна професија, ако сме пред екраните, не значи дека интимниот дел треба да се кажува. Јас сум таква, take it or leave it. Зова Македонија, добродојдовте во нашата убава, прекрасна емисија. Ивана прекрасно изгледа. Морам да ти кажам дека Емче и ти прекрасно изгледаш, а и јас ќе кажам добро вечер на нашите гледачи. Морам да кажам дека вечерва во студиото се чувствува една многу голема енергија, многу опасна енергија, што од нас две, што од нашите гости. И како што би рекла Емче Македонио, спремете ги пуканките затоа што следува шоу во нашето студио директно од Бугарија. Доаѓа со приватен возач нашата инфлуенсерка Драгана Спасовска. Повели Драгана. Здраво. Како си ти? Драго да ве видам. И нас ни е драго што те гледаме втор пат. Уморно, пошто долг пат допатував за да видам гостинка во вашата емисија. Искрено да ти кажам, ти си веќе навикната да патуваш, така што јас верувам не ти било проблем. Каде сакаш да седнеш? Еве ова. Тука кај нас во студио не си била, па токму така и те би започнале да ми кажеш дали ти е убаво, како се чувствуваш тука. Се допаѓа највеќе. Ајде. Јас мислев Емче ќе ми ја покажеш, а ти сликата. А, бре, нарциседен. Не, шала на страна, студиото ви е феноменално. Значи и претходното беше убаво, пошто Летното, да. Е убаво надвор нели да се снима, но и тука е супер. Се осеќа добра вибрација, како што и сама да ти кажам. Јас морам уште на почеток да го пофалам твојот изглед, затоа што минатиот пат, кога ни беше во студио, во отвореното студио, дојде закопчана до грло, во широко. Зошто? Закопчана. Ама сега си секси. И облините да се гледаат. Не знам, реално да ти кажам така, тоа ми дојде прво да А, не, мене тогаш ми кажа вака, јас сакам на телевизија и на емисии секогаш да изгледам така, а всушност во реалноста, реално и јас, и Емче, и ти, и сите тука што сме, јас верувам дека не се встречаваме толку да бидеме, реално. Јас сум малце и муди, како ме води мојот инстинкт, Така. така и правам. Тука имаме едно прашање, запишано вака. Ти си девојка која што не сака стандарди, сакаш високо ниво, Или што високо е да или се прави. ниско, да. Како е да се има еден queen treatment или кралски третман? Или што би рекла, не знам дали ја следиш Гурманова, follow Гурманова for more videos about Slavic woman. Тоа од секогаш, јас и дома кога сум била кај мојата дома имам тритмент на кралица. И сега кога живеам во Дубај долги години каде и да одам, едноставно тоа е тоа што јас мислам дека го заслужувам и самата вселена ми го дава, универзум, вселена. Истото прашање еве ми го напишано, дали од секогаш си го имала тој таков третман или си го научила да го стекнуваш со текот на животот, дали си израсната во богата фамилија или пример си се научила да стекнуваш богатство со тек на време, затоа што ние во годините самите по себе учиме како да се стекнува. Јас секогаш вака кажувам. Прво, јас сакам секогаш да правам апгрейд на себе си. Значи, нормално е да не се задоволиш со малци, секогаш да сакаш повеќе и повеќе. Израсната сум во фамилија што имаат стабилни се финансиски, сум завршила коледж на еден од најскапите во Пловдив, како што и минатиот пат кажав, имам стан во Пловдив. Никогаш во моето семејство не се зборувало за другите колку имаат, секогаш сум гледала кој што се вика на македонски нашата черга колку е, толку и да се простираме. И од таму сум сакала да имам нешто повеќе од тоа што имам. Кога ќе го видиш животот колку е убав кога имаш, ти сакаш уште повеќе, а тоа нормално. Бизнес класа ќе сакаш first class или private jet. Не можеш да се стопираш затоа што јас немам лимит, јас и така и живеам. Небото не е лимитно, sky has no limit. Така да колку што ти се твоите желби, твоите верувања, тоа и ќе ти се случи. Апсолутно е така, веќе кога сме кај богатството, сакам да кажам само дека богатството не се само парите.
Богатството се и луѓето кои што ги запознаваме во нашиот живот, а токму таков е нашиот следен гостин, тоа е еден млад дечко кој што буквално ги руши сите бариери за тоа што може и што не може и поставува високи стандарди во тоа како едно машко треба да изгледа и се носи во модата, а при тоа е љубезен, симпатичен. Повели Октај се иди во нашето студио за прв пат. Свадно за прв пат. За прв пат? Години работиме така. и се дружиме. Ете така, повели. Тренци уште не се поправиме. Тука, знаеш, има и малку глума, знаеш како се поздравуваме, прв пат се гледаме сега, така доаѓаме. Океј. Како што и самиот кажа, мене тоа ми е исто и ти изгледа или јас сум премногу прозирна во тоа што сакам да поставам прашање, или вие многу добро или ме познавате или знаете што ќе прашам. Така? Ајме да ги читаме ние луѓето. Јас ја знам долго време, а нити се јави да те прашам што плани имаш да ми Да. Ништо мислиш, ништо. До сега сме снимале, сме соработувале, сме биле дури на заеднички патувања, а прв пат си ни во студио гостин. И тоа не дека не сум те викнала. Точно. Како се чувствуваш тука? Преугодно. После му сликава Драгана, како што кажа, преубава е. Ајте, втор нарцис. Ох, леле, кај ги бирам вакви гости јас. Ја сликав и ќе ја постнам, ете, до тој степен ми се Јас допадна. веќе ја постирам. Ја постираше веќе? Баш ми е драго. Значи ви се допаѓа тука што сте ни тука заедно со нас. Целиот тим позади се топ, со енергија, со све. Драгана ја се знаем уште по-топ. Еј, само да ти кажам, Драганче, кога ми кажа, прво имаше некоја измена во распоред на гости и ми кажа, а Драгана? И викам, ништо, ќе морам да правам исклучок и Драгана да бидете заедно, ќе те почекам и... Затоа што ние сме на истиот вајб и Ето така. прекрасен дечко, така да сега ќе разбиеме рекорди вечерва. Гответе се. Леле, опасно. Јас најавив опасна емисија, така што не смееме да бидеме под нивото. Овакви две јаки дами. Леле, како си испофаливме тука сите. Јас- Ке ни исклучат. Друштво Јас не ги Ке ни фалам. исклучат, верувај ми, луѓето не сакаат да слушаат каде што еден со друг се фали. Затоа што денеска мислам треба да им се даде на вредност на дамите, затоа што стварно имаат многу моќ, многу потенцијал и се многу паметни. Затоа тебе жените те сакаат, ти ни кажуваш тоа што ние сакаме да го Тоа е вистина, слушнеме. тоа е вистина. Ја Ја мислам дека- дека да имаме ај контакт. Мислам дека сега сите Благодариме. мажи треба ова нешто да го запаметат и да видат како еден вистински джентелмен размислува. Апсолутно е тоа така и морам да ви кажам уште еднаш дека изгледате преубаво и ви благодарам еве вака што сте се спремиле специјално за вечерва, за тука да направиме едно шоу. Што повеќе ви се допаѓа? Вакви гламурозни некои емисии шоу каде што има трач, драма, гледаност или сакате по-бейзик? Ваков тип на емисии ми се допаѓа, каде што има забавни некои прашања, игри, да можеш повеќе да го дознаеш човекот, но исто така ми се допаѓаат и подкасти, затоа што таму веќе навлегуваш и Во самата ти, да, точно. од детството. Имаш 3 часа каде што можеш да разговараш и веќе луѓето не поврхносно те познаваат, Што кажа? бугарски збор, Површно. Да, површно. Да. Вака да се извинам прво дека многу сигурно ќе има бугарски зборови, се еден месец во Софија, така да ќе ги употребувам. Драганче, кажи ми со Гери Никол стоиш многу добро. Која песна од неа ти е омилена? Сега дури рековме, пошто она ќе снима нова песна, ќе ме стави, ќе не се во спот, ќе ме снима во спот или како и да се нарекува. Направо ги убивам. Таа беше со таа Најдобрата песна, песна. да, со Направо таа ги она стана, убивам. да. Направо ги убивам, прскам. Мислам дека беше со еден рапер. Да. Да, со еден рапер. Криско да не беше? Не беше. Не беше Криско, го заборавив. Кој? 100 кила, 100 кила. Знаеш која мислев дека ќе ми ја кажеш? Момиче като мен няма работа Па со не, теб. добро, и таа е добра, сите песни се хитови, Да, се хити се реално. стварно. Она е една од најпопуларните кога беше во Дубај, дури луѓето ја препознаваа, пошто има доста македонци, срби, бугари. Балканци. И да, Како ти се допаѓа, кажи ми тебе Значи, Дубај? дички, Дубај е нов проект и не може да е лошо. Не може, ја кажувам сега, они се 20 години напред од нас. И повеќе Така од да, 20 да, години. да. Може би и повише, оно што не бил, не можеш да му го опишеш, стварно треба го видиш, да го почувствуваш. Прво воздухот, прво буквално на улица можеш боз да одиш. Све е чисто, све е мермер, Да. како да ти кажам. Тоа е така Ко како што дома го да одиш? кажуваш. Пред да дојдеш ти, пред да ни се придружиш тука заедно со нас, ние со Драгана зборувавме на кратко само за кралски третман и тука еви и тебе би те прашала, дали ти сакаш да бидеш третиран како Све што е убаво, ја тоа го забележувам, ме разбираш, таква ми е работата. Така. Така што не можам да кажам дека не ми е убаво ако имам убав третман и така натака.
Ја мислам дека не постои човек во Јас така светот мислам. што не би сакал да има кралски третман. Мислам, тоа е, значи, ти се подценуваш себе си. Зашто ја заслужувам да имам таков третман и јас ќе го имам. Но има луѓе што се борат и има луѓе што примерно се окей во начинот Комфорт зоната. да се задоволуваат со малку и тоа е тоа. Точно. Но прашањето јас не си го допоставив затоа што ќе сакаше да ми каже дека сака кралски третмани, дека забележува убави работи, а јас се што сакав да те прашаме, дали повеќе ти одговара на твојот карактер и на оно што си ти? Да бидеш пример во Дубај, во Аурора, ако не се лажам, тој базено така што има прекрасен поглед, или сакаш повеќе природа, водно? Вака, ја искрено ќе кажам, никад не сум спомнал, ја не ќам многу планини, дрва, трева, затоа што стварно не ќам инсекти, такви работи, тоа ми е така да ќе одберам Дубај. Никогаш не би рекла дека не сакаш воопшто природа или дека Не, сакам природа, да не се разберем погрешно, ама не ќам инсекти, бубачки, такви работи, да ми се лепат, ме разбираш? Таков не сум би од. отишол и ти пример во Бали. Бали? Не, у Бали би отишол, ама не знам како би преживел. Не би, верувај ми, Стварно. дури и зми Затоа можеш што- да. да. Ја не ќам инсекти, такви работи. Животни, да, нели кучиња, мачиња, ама освен тоа, Таму имаш повеќе гуштирчиња, Никако, со мајмунче некој да доручкуваш. Кај бев, у Мароко бев. У Мароко бев и тука имаше еден дел кога патуваш на автопат, мајмуни живеат на самиот автопат. Се симнуваат, земаат храна, тука луѓе кај што поминуваат им Добра. фрлаат од прозор. И ние се симнавме нели да ги видиме, многу се интересни. Која рекоа да рипат, Они која се рекоа да те агресивни, џапат. да. Може Ама да те во- изгреба, може да Бали- нападне. Да. На Бали Шамар да се те исто. залепе. Се може да ти Точно, направи, ако не можеш да му точно. возвратиш, не знаеш како. Јас не ни Дали влегов като нападне искрено. агресивно? Има на Бали едно место Убуд се вика и тоа е како нели џунгла е тоа, не е излага на океанот. И има едно место што као зоолошка, ама само со мајмуни. Значи, јас имам пријателка што она работи као ветеринар и ги обожава и животните. Женава ја останав надвор. Женава за 5 минути трчајки излезе, затоа што тоа се толку агресивни мајмуни. Не знам, има и по многу видеа, стварно може да Да, ти да, мавне имам шамар, гледано, да ти точно. земе телефон, да Точно, точно. агресивни. И И тоа крадци веќе се. за мене Да, обожаваат да си земаат. Вистина, тука Непредвидливи, и за. знаеш, и ја не ќам непредвидливи работи. и непредвидливи луѓе јас не сакам. Тоа башка и луѓето ние сме поопасни од животните. Да. Добро, јас зашто кажувам многу често, тој што зборува и тој што гласно размислува и тој што можеби ти кажува нешто што не ти одговара да го слушнеш во моментот, тој не може да ти мисли лошо повеќе од тој што кјути, те гледа и ти се Во смешка. Бугарија Точка. викаат тихите води се најопасни. Опасни се тихите води, пазите се од тихите води. А добро, не знам. Мале. Ја ќе ги зборам на крај Бугарија и Македонија. Ваму зборам со миксиран македонски. Го прашувам водителот, овој македонски збор ли е, бугарски ли е, и тој се смее, вика интересно си. Тука малце луѓето која ќе Значи, само да упатам еден апел кон луѓето. Пред да кажете мислење на некој реал, прво гледајте го целото интервју на човекот, затоа што јас неколку пати објаснувам. Значи, се извинувам за тоа што може да употребам некој бугарски збор, како и англиски. Еден месец имам сега поминато, комуницирано со бугари, на бугарски имам зборувано, нормално е. Сега јас дојдов пред 2 сати стигнав и нормално е да кажам некој збор. Минатиот пат кажав баскетболист, затоа што баскетболист е бугарски збор. И се извини во интервјуто. Не сум јас девојка, прво 5 јазици знам да зборувам. Не сум јас девојка што не знае да комуницира добро или IQ-то не ми е како што треба и високо. Многу добро знам да комуницирам, да се изразувам и така дале, но едноставно малце македонскиот, тоа е веќе практика. Нормално еден јазик ако не го практикуваш, заборава зборови. Јас со 19 години не живеам тука и вака дури што зборуваме е премногу. Јас не земам воопшто за зло некој и да погреши или да употреби збор ако така повеќе се чувствува комфортно, а ние Важно е луѓето да се сме разбереме, такви да, какви што знам. сме, така што и да ги употребиш сите најпрофесионално, да зборуваш најлитературно македонски, верувај дека ќе Ќе се ти најде најде мана. нешто, Нормално да, ќе ти се најде македонче. нешто и на тебе и на добро, Октај уствари нешто тука ми прави некој не Магија знам на луѓето. дисбаланс заради тоа што кај него некако многу почесто само позитивни коментари. Што е работа? За мене? За тебе? Фала Богу, пупу машала речете. Пупу машала, пупу машала. Знаеш не како знам викаат, зашто. кога стигаат само по позитивни коментари, дали што Нешто е не е работата, нормално, нешто не е да нормално. да. Нешто не искрено, јас сум истиот, еве ме знаете и во приватен живот, Да. и ме знаете еве пред камера, истиот сум, не знам, не глумам, тој сум и се што мислам кажувам.
таков сум или црн или бел, немам средина, немам сива страна. И не кем луѓе со сиви страни. Јас ќе ти кажам секоја чест на енергијата и на двајцата, затоа што и двајцата имате таа убава енергија. Со Драгана се запознав пред некое време, а тебе те познавам затоа што кога што кажав, па малтене секој ден те гледам. Секој ден. Затоа што сакам или не сакам поминувам шетајќи го куќето Кученцето покрај ме поздрава дуќан. секој ден, хав. Го запознав и татко ти пред некое време, Ми каже. морам да ти кажам дека имаш прекрасен татко. Фала. Он ми помага многу, стварно, Господ нека го благослови сите наши татковци мајки. Амин. Нека е така. А имам некаде и слушнато каде што кажуваш дека токму тој бил тој што гледајте колку работите може да се сменат и тоа на убаво. Имаш кажано дека токму татко ти бил тој кој што можеби не те поддржувал толку многу на почетоците за работата, те терал да одиш на факултет, да завршиш факултет дека така треба, а сега тој е првиот што ти помага и што ти прави се. Точно, да, му докажав и му покажав дека она што ја го мислам можам да го успеам и да го реализирам. Не може да има нели професија за одредена публика или одреден род, така што он тоа го виде и сега ми е најголемата поддршка. Фала му. Добро, ете, поздрав до сите родители, до нашите родители, до тие што гледаат, поздрав и до тие кои што ги обедувате децата дека не треба да се тоа што се. Така? Да, па не, некој дете ако има некој талент врз некоја нели гранка, оставете го нека се разработи, нека го пронајде тоа. Затоа што не знаеш што носи дината. Но исто така јас можам да кажам дека еве ние во тоа сме слични, исто со мојата професија, со моделство, инфлуенсерство, со патувања. Мајка ми исто не ме поддржуваше, додека сега ми е најголема поддршка, но мене тоа јас како што кажав, малце сум како мазохист. Негативните коментари и тоа што некој не ме поддржува, кај мене се раѓа некое чувство на сега ќе му докажам дека можам. И до негде е убаво ако и родителот не те поддржува и не е од тој родител што нон-стоп, нели знаеш, ако те фалат како мало дете, почнува да те фали, ти си најдобар, ти си најумен и ти веќе си мислиш дека си го постигнал врвот и ти немаш амбиции за повеќе да постигнеш. Затоа до негде мене кога никогаш мајка ми не застанала да вика вие сте најучени или нешто, секогаш имало некоја критика и мене тоа многу ме амбицира. Јас и до ден денеска благодарение на тоа, затоа што во овој шоу бизнес ако не си ваков, ти нема да успеш. Има и илјадници негативни коментари. Јас затоа кажувам дека јас сум од тип на мазохисти што јас ги читам и тие ме амбицираат, не можат надоле. Не може да ме бутнат додека некој со... Да, но има луѓе со не толку силна психика. И ако тоа го, пример, ако го прочита и... Психа сакаше да каже, јас ќе ја поправам, за да не ја поправате вие во коментар. Некои луѓе со не толку силна психа и тоа може стварно во депресија. Затоа многу внимавајте какви зборови, што ќе пишете и какви зборови ќе ги кажете, затоа што вие сте мајки, татковци, имате деца, роднини, мислам... Да, ама јас сепак мислам дека тоа сето потекнува од домашното воспитување. Зошто Октај не седне да напише или јас или мајка ми дома зашто не би седнала? Прво немаме време. Очигледно тие што пишуваат и што куцат такви работи имаат вишок време. Усвари они да си го најдат патот и да се замарат со други работи, да има време да куца лошо. Имав еден гостин тука во емисија, вика вака: Ивана, они од 1 до 5 имаат пари, имаат плата и од 1 до 5 не коментираат за другите. Но до 31 нема што да прават. И затоа да им посакаме на луѓето сите да имаат финансии доволно, за да не морат да се замараат со другите луѓе. Мене Емче ми ја нападнаа во коментари. Јас видов и тоа беше трагично. Искрено, јас сакав да пишам прв пат. Никогаш во животот не сум пишала коментар, само добри коментари, но тоа што видов некоја девојка да кажува дека значи Емче прво дојдена од сосема друг континент. Така е. И значи девојката што за толку кратко време знае да зборува македонски, да правите од тоа као пародија, фан од неа, како зборува македонски, едва и се воздржав, но искрено можеби после дома би можела да напишам коментар на таа девојка. Тоа беше трагедија. А искрено и сите вие што коментирате, би сакала да ви препорачам да бидете на екранот и јас да бидам од таму, но никој што нема да го постигнете, затоа што вие сте тие што нас ќе не гледате. А вие ќе си седите пред малите екрани и ќе си негативни енергии, негативни коментари ќе пишувате.
Така Драганче е. повторно така се обрати кон Ова камерата, беше се обрати. Да, Ова Ама беше не, така Куршум. е, затоа што кого викаат во емисија, кого? Они гледаат нас. За да ти мене ме гледаш, значи нешто ти се допаѓа кај мене. Така е. И да не ти се, Така е. ако мене не ми се допаѓа, јас го менувам каналот, нема да знам за твоето постоење. Ето така. Штом вие знаете Браво. за нашето постоење, Така за е, Емче како така разговара е. македонски, И јас само Емче се успева. и јас напишав браво. Ти си многу успешна, најпозитивниот човек што јас во Македонија го имам видено. And keep shining, darling. Браво. Keep Thank you so shining. much. И ја тоа го потврдам. Искрено, јас напишав еден коментар, ви благодарам многу за бесплатниот маркетинг. Браво, браво. Реално тоа ни го направија. Па Јас точно, кажав, маркетинг, Емче си до многу Емче си добро го- маркетинг. И тоа е тоа. Немало Фала Значи, многу. ја поздравивме ти господјата и дадовме тоа и простори на неа. Неа кажавме како се вика, затоа што немам поим како се вика. Па, Искрена да да ти бидам. кажам, свака ти час, затоа што таа не и овие 5 минути што ние ги одделивме од мојот живот, јас 5 Не, минути. општо сега зборуваме за сите луѓе, не зборуваме конкретно но само за сакам да тоа. кажам дека свака час што неа објави да ја дадеш тој маркетинг, затоа што може би она тоа го напишала за да ти ја објавиш утре во Доби и емисија. така многу голем маркетинг, така што нема потреба од повеќе. Океј, кај тебе почна прашањето за убавите коментари, ние гледај тука што разврзавме други Ако, ама не, теми. има сегде лоши коментари, ја не ни ги читам, не ни се битни, затоа што не може на секој да му се свигаш, не ни мора. Не ни мора секој да ме сака, не ни мора секој да ме аплаузира. Нека си имам ја одредена публика, одреден тип на луѓе кои ќе ме свигаат и почитуваат и поддржуваат, доволни ми се. А кажи ми пример, еве вака, некогаш не дали критикуваш, туку дали ги прифаќаш сите луѓе такви како што се и такви како што тие решиле дека треба да бидат. Скроз. Абе види, кој си ти да судиш? Кој си? Сите судиме понекогаш. Ама не, ја види се, јас се бавам со уметност, така? Шминка, фризура, стајлинг, едно друго. Ја може само не да те судам. Да ти кажам. Позитивна критика или нешто ти дам. Еј, слушај, си можела ова со ова да го искомбинираш? Као разбираш? Ама не можам те судам, види, она нема стил или тој и таа нема стил. Чекај бе, она така сака се изрази, окей. Да, може да не ми се допаѓа. Но тоа е моje мислење, што е брига, што е интересира незе, као ти што мислиш. Добро, Драган, че имаш ти некој мислење на ова? Истото, буквално О, од да, А до доша, Ш, јас ке сакам се да го согласам. кажам. Јас ке се согласам. Едно е на некој да му кажеш критика и прво дали човекот е отворен да ја слушне таа Многу, критика, да. затоа што многу луѓе не сакаат и ако гледам дека ти не си човек што ќе прифати критика, јас нема да ти ја наметнам мојата критика. И тоа дека ти во одредена ситуација мене не ми се допаѓа како некој реагира или како се облекува, окей, ја нема да го направам тоа, ама зашто да кажам дека да му судам на него како се облекува? Ние тука не сме Господ, не сме судници. Точно. Почнавме од Дубај, од водно, планините, инсектите, До Бали, Бали, кај завршивме стигнавме. Бугарија, тука ги прошетавме Коментари. сите места и сега се враќаме пак на Дубај, може? Ајде. Оки, дали би живеел во Дубај, да те прашаме вака? Слушнав дека Сега пред малце разговаравме, а и во претходното... Абе, не ми дава прашањето, може ли да ти го поставам прашање? Ајде. Чекај да ти го поставам Знам че ќе прашање. дојде запада. Не читаме, ни е готово, тука си. Јас имам Кај тука, не битне читам се. двајцата. А види, толку е непродзирно. Каде ме Аха, читаш? мислиш. Сакав да кажам, слушнав дека една твоја многу блиска пријателка ќе се сели во Дубај и дали ти би го направил тој чекор? Па видете, јас сум тука ептено отворен со работа, со име, со презиме, со чим сум седнал тука пред вас и чим ме гледат, како што кажа Драгана Преска, нашите гледачи, значи нешто сме направиле во Македонија. Апсолутно. Така што јас ете дека ви биде еден пример од младите генерации дека може да се успее во Македонија ако се сака. Да, Дубај и Македонија се два различни света, нема да речам континенти, држави, света. Али, значи може и тука да се успее ако се сака. И кажав, јас тука имам клиенти, имам соработки, имам фамилија што е најбитно, така што сега за сега немам такви планови. Добро. Јас, пример, знаеш како, бидејќи мене Дубај ми е едно од омилените И места, на можам него да веќе тоа кажам. баш коментираш. Да, мене ми е омилено, значи ја цело време патувам и ќе патувам и ќе го посетувам. И јас искрено го размислувам вака, една недела таму, 3 недели тука. Една недела таму, Тоа и 3 не би било недели тука, лошо. па макар цел живот. Точно, не би било шок кога ќе пуштат директен лет. Да, Леле, сега сакам да речам, абе, прво, тоа не и го Дубај да пуштија. почне да лета, не го Нема, пуштија. не. Секој пат кажуваат сега. Не. Ја мислам дека Туркиш брат малце Драганче, ти нешто ми кажа дека ќе се враќаш во Македонија на некое време, дека нема да се враќаш поточно во Дубај некое време. Зошто? Вака, прво поздрав до доктор Цолова. Она е македонка, која што е омажена за бугарин и има неизина клиника за разубавување на
на убави девојки да бидат уште поубави, затоа што секоја жена девојка е убава на свој си начин. И сега ќе правиме заедно соработка, бидејќи ме бендиса како и човек и визуално, сака да и бидам рекламно лице и ќе бидам во Софија на 3 билборди, така да таа соработка ќе имаме, а исто така и ќе снимам едно ТВ шоу, се вика Черешката на тортата, тоа е пример 5 гости, го има и во Америка и во Србија, само во Србија не знам како е точно. И пример сите 5 имаат различни професии, да речеме политичар, филмска, во филмова индустрија некој музичар и одиме секој ден кај една од нас, еве, Черешката на тортата. Па тоа се снима една недела. Ама е доста актуално, е на национална телевизија Нова ТВ во 8 часот и сите луѓе го гледаат. И сега додека бе во Софија, еве ти черешката. Ќе ви ја дадам черешката да ставите на тортата. Ова голема многу ќе ви ја смачка. Ова прв пат ќе се дешава, они предложија да дојдат во Скопје кај мене дома. Така да, ако они дојдат, ја не знам ти како си со готварските уменија, ама гледам кај тебе на Инстаграм дека многу добро готвиш. Многу добро готвам. Ја не видам поголем. Така да, тебе те чекам како помошник со черешката на тортата заедно. Не, тоа, ако ја земете таа готова, падна тортата. Падна и тортата и се. Ајде се надоврзам само на ова што го кажа. Дека готвам многу добро, не би рекла, готвам нешто. Ама добро го сервираш тоа. Да, ама добро сервирам. Јас Точно. сакам да сервирам, бре човече. Мене не ми е битно, јас можам и да си нарачам храна, ми е битно како ќе биде сето тоа поставено. Значи ти уживаш во кралската услуга, како беше тоа? Апсолутно. Ама има и уште една разлика. Јас и сакам да направам кралски третман на луѓето кои што ги сакам. Не сакам само да ми прават на мене. Гледаме како ги пречекуваш сите. И нас тука. Ја не можам тука да си ги поставам прашањата за Дубај. Уште сме кај Дубај. Ајде, продолжи. Драгана, значи ти заради черешката и заради тортата. Да, и черешката и тортата и клиниката Перла и сега. Па сега за сега не планирам овој месец, да речеме февруари месец, не планирам да се враќам. Од март месец понатака, додека овие сега нови проекти што ги имам да ги завршам. Да, Дубај е блиско, ама кога сум овде сега Македонија, Бугарија, релација. Кажи ми колку е доволно да се заработува за да се живее убаво, не нормално, не просечно, убаво. Значи да можеш да си одиш во добри ресторани. Сите ние сакаме убави работи, кажав неколку пати до сега за тоа. Јас сум гурман, на бугарски се вика бохем. Јас многу сакам окото да ми види, дури да не јадам кога одам во ресторан, тоа сите пријателки знаат. Ајде да речам ресторани, така е на македонски, ресторани нормално. Кога одам по ресторани, сакам цела маса да ми е преполната со храна. Тоа ми е, не знам. Од секојаш ми било така. Добро вино да пијам, добар алкохол. Не можам да кажам за сума колку е добро да се заработува, затоа што не би... Од прилика, не зборувам јас Затоа што Дубај колку имаш, толку трошиш. Да, и 30 да ги имаш, 30 ги потрошиш во вечер. Види, за мене се живеам малце по-луксузен живот, така да не би сакала да зборувам. Не е тоа мојот стил, каде што ќе кажам што и како, многу ќе биде несватливо од Ајде тука тогаш го оставам Дубај, не ме интересираат ни цени, не ништо. Јас ќе кажам една ваша заедничка работа која што ја вие имате. Што ти се насолзени очите? Не, ништо, буквално. Да, не, така. Многу светла има, можеби затоа. Многу светла, па добро, не треба да ти пречат светло да го сакаш стави си на очарчиња. Одма знаеш што да каже човече, одма. Не озбилно, ама бев болен 4 дена, бев болен од грипов ме фати. 4 дена, 5, ја не може да се опорам, денеска сум топ. Не ни донесе грип тука некој, не. Јас сум на антибиотик, немам. Ти на антибиотика, бе, како? Готова си вечер, бе инфузија. Ништо вечер брза помош, емче викај кај мене дома те чекам, тоа е. Што да правиме? Таман е облечена како докторка, види. Таман. Да, знае. Па може заедно со Драгана. 2 медицински Ама денеска сме многу мечинг облечени. Да, мачинг, без бело договор, црно, без без никаков договор. договор. Точно. Сакам да кажам дека вие двајца имате една друга заедничка работа покрај многуте што ги напоменавте до сега, а тоа е дека се знаете со многу познати јавни личности. За Драган веќе споменавме и за Гери Никол, за другите јавни личности кои што се многу големи имиња, има многу зборувано. Сега ќе се свртам кон Октај, затоа што и Октај работи со многу познати балкански ѕвезди, би рекла слободно. Точно. И сега луѓето тука јас можам со сигурност да тврдам заради тоа што јас знам и кога доаѓаат кај мене во емисија
Какви се Знаеш на што ми разговорите? текна? Како На нашето доаѓаат? искуство тогаш. Не знам дали сакаш да го спомнеш тој, ја не знам. Јас немам никаков проблем, веќе го имам и спомнато тоа малку. беше најлошото искуство до сега. Ја разочаран како може една особа така да се испонаша на сите нас тука. Да. Како можеше? А дали може име малце пец? Александра Радовиќ ја имам кажано веќе. Кажаш? Не Да, сум да, го да, гледал. да, слободно можеш да Значи, кажеш. мене ми се јавува, јас дека работам со сите балканските естрадни уметници и со нејзе немав работено никош. И као ми се јавува, вика, бе, окей, знаеш што, ќе дојде, те волам малце да посредиме едно друго, викам, слободно, окей. Вика, она веќе као, Не е слободно, окей, ти откажуваш твои термини за да дојдеш. Да, не, ги земав малце моите термини порано, за да можам да дојдам и тука да стигнам и во салон да завршам. И као она знаела, сакала, добро, окей, прифатила. И доаѓам, какво понашање беше тоа? Абе, јас сум работел со поголеми звезди, беше, што се занесуваш ти? Како можеш? Прво не мора да си ни звезда, биди човек. Точно, Нема така звезда, е. не звезда, ти си човек. Не можеш така. Прво, како си испонаша на целиот тим тука, после на тебе, на мене. На што? Ми идеше, како што ја шминкам? Да речам, сега со пола фаца ќе те оставам, искочи така, чим не почитуваш, ја нема да искочитам. Ама ајде, од почит на тебе, Да, заврши Искрено, професионално. Благодарам многу. некој луѓе тоа го заслужува Го затоа заслужуваше, што он денеска леле. ќе дојде кај неа, ќе го направи тоа и ќе види дека тој филм ќе успе, утре ќе отиде кај друг, кај трети ќе види дека луѓето тоа го толерираат. И затоа она ќе продолжи тоа да го прави. Не Ако заборава- некој ја избрка, ќе рече, о, тука Па, може нема грешам, да ми, да. да. Ама Па забора тука на момент имаше, дека имаше минимален тука Имаше склоп на нормално. околности каде што се поправи после иначе. да се поправи сама. Не знам зашто Јас така. после на Google ќе ја најдам да видам, любопитна Чим сум не ја која. знаеш? Не ја знам. А културна жена вака ќе речеш јас никогаш не би никогаш пијачка не би ли ни е? помислила. Да, да. Пијачка? А која песна, кажи ми некоја српска што ја пие? Ајде да поздравиме. Чувам те и не дам Не ја нико знам. да те дира. Не. Тоа од повозрастни. Како и да, да, повозрастна пејачка Па и Лепа што Брена ја знам сега, она не е Ама Лепа Лепа Брена, Брена ама исто ле, ама како не оговараме, не судиме, не правиме тука сите. Ама не, парчеки ние на не планета. Ова се оговараме. факти, Ние- ова се Да. Точно. факти. Ние врз основа на нешто, значи Да, не може никој никого. заслужено е. Точно. Не можеш така да се понашаш. Значи јас и тебе те видов. Као у очите. Едно време и ти се црвени кој столов става. Види, јас сум многу директна, јас ако застанам негде и јас се почитувам самата себе и моето време. Значи ако видам дека некој нешто прави што не ми се допаѓа, како што и сакав и не за да ја заштитам, јас имам право на мислење. Јас Така ќе е. си го кажам моето мислење. Без разлика на неа дали ќе се свиги или не, но моето мислење е во склоп на незиното поведение, на бугарски се вика, на незината. Да, поведение и македонски. Зашто сум фина со некој? Затоа што тој човек е фин со мене, нормално. Но ти ако не си фин со мене и не си окей, нормално е дека ќе видиш my bad side. Фидбек. Јас тука сакав друго да прашам, мене други одговори ми Изволте, мадам. дадовте, ама ако Да. нема врска, мислам ми Знаеш, ние давате му други обечи као одговори. дома да Да, сме. убаво, убаво. Мене многу ми се допаѓа вака кога Ше што 3 емисии спој за нас. може, ако Сезон имаме 2, доволно сезон 3. време. Па што, зашто да не? Може. Емке зашто да ми на финанси и на време и Одма како да, на и на оба, аутфит и на буквално Све, се. све. Сакав да прашам, Пар два. пример, луѓето многу често сигурно би се прашувале како баш кај тебе доаѓаат тие познати Па- личности, како ти ги договараш? Јас таму сакав да Океј, го однесам ајде. правецот. Може, убаво прашање, ете прашање за идните фризери, шминкери, што сакаат да ја работат оваа професија. Вака, како што кажа на почетокот, енергијата е се. Како ќе здрачиш, тоа ќе привлечеш. Значи, енергијата прво. Второ, квалитетна работа. Трето, уникатна работа. Тие се доволни три нешта за да ти ги имаш тие бенефити да работиш со такви имиња. Тоа е се. Знаеш, ме знаеш горе-доле колку работам. Значи, јас можеби сум сработал Јас те со знам, но звезди. не те, можеби не те познава некој кој што ете можеби ќе се запраша нешто. Јас затоа и го поставувам ова прашање. Да беше за мене одговорот, верувај. Дали може јас еден апсолутно одговор го да знам. дадам? Прашањето Може? беше зашто одат кај него? А не кај Because другите. he is Да. the best. Браво бе Затоа Драганче, што е бе. најдобар. Браво бе Фала. Драганче. Точно. Да, ама тоа најдобар вака за да го заслужиш да го служиш треба време да се испотиш, зашто оваа работа наша е што се вика трудна работа. Треба да се потрудиш. Да. Да се Така е. испотиш. Стварно работиме, значи не е мала работа да си фризер и шминкер. Стварно прво си психолог, после си фризер, шминкер. Свашта слушаме во декот на денот, секакви енергии влагат, излагат. Се што ме држи енергијата, позитивната енергија. Што им правиш на сите исповеди кои што ги слушаш во текот на денот? Ништо, некојаш некои работи небитни не ги слушам нормално. Не ги слушаш? Некои небитни Само работи. си поминуваат. Па тука влагат, тука излагат. Тоа е тоа, па добро. Друго што сакам да кажам многу интересно за тебе, што си тако фин, позитивен, весел,
по природа, сакаш да им пренесеш и на другите луѓе позитивна енергија, да им Колку и да е направиш. нервозен кога ќе влезе или нешто напне, ти сака да се понаша, кога ќе ти види тебе, се предомислува некако. Ај добро, денес нема да се исполниш. Да, ајде денес нека биде вака по него, па следно ќе си направам повторно. Ама не може, гледај се, јас што викам. Јас сум се потрудил, сум изградил бренд, име, све, ти влагаш во мој дом. Тоа е мој салон. Во мој дом важат мои правила. Ти не си во свој дом да се понашаш како дома. Е, тука Значи, можам да потврдам и Има јас дека кукни тоа е правила. така. Има кукни правила, значи ти мораш прво да го почитуваш нашиот ред. Така, како што и ние влагаме, како што сме ние денеска пред публиката, вака сакаме да изгледаме убаво, сме се дотерале. Значи ова е почит према нив, према тебе, према екипата, ме разбираш? Така е. Тоа исто така, не може да се понашаш барем денеска 21 век. Каде? Јас вака влегувам кај Октај. Какво кафе ќе пиеш? Не ми се пие. Не, какво кафе ќе пиеш? Нема ти дали сакаш или Не, не кај нас сакаш. малце така и дома. Има да се мораш. напиеш, тоа има да биде Чудна работа, некојаш стварно нападно изгледа, ама мора да се напие да се... Не, во никој случај не го кажа во таков. Таква е нашата култура, као ако дојде некој дома, не сме да се врати без ништо. Многу да, често. на гости кога ќе ти дојде некој нормално да го понудиш кафе, вода, ако ти каже не Кажав ја, сака, дома ми како ти доаѓаш. да го како да имаш ти дисреспект кон него. Точно, така е, апсолутно. Фала ти за секој возбор. Многу често знаеш и да се снимиш на некоја турска песна. Дај запеј ми ја таа што ти е сега моментално Која? омилената. Еден Не куп знам ги како снимам, е. не знам која. Турска сега во последно цело време ја ставаш Чекај, сега на. не ми текнува. Покрај тоа сакам да кажам дека си дипломиран турски. Професор по турски јазик и Ете книжевност. така. Не го работев тоа, нели, зашто работам од стартова, ама не се никавам, зашто мене оваа работа ме движи. Види, не сакаше да ми ја запееш песната, а имаше зошто, затоа што сега ви се ближи празникот. Леле, И јас леле. спремив едно подароче специјално за тебе. Значи ова е стварно специјално, човече. Повели. Благодарам и ова многу ми значи, и ова ќе го чувам бидејќи секоја година празникот кој што се ближи, знаеш, Ете ние си така, имаме да. наши ритуали. Тоа е, Ова ќе го украсува мојот дом. Баш ќе ме ми е потсеќа драго. на тебе. Баш ми е драго. Знаев Преготов. дека претпоставував дека би ти се допаѓало и затоа сакав некоја Многу ми се специфична работа која што ќе Асоцира на тоа. асоцира, да, точно. Многу благодарам. Иначе подароците се од Аџико Home Center и оваа прилика ќе ја искористам да ги поздравам Аџико Home Center затоа што имаат се за вашиот дом и нашиот дом и градина. А тука земав и една школка за Драгана, не случајно, Стварно затоа како што школка. Види. да, Би се. и сега па и во бело облечена, не знаев дека Скрос. вака ќе дојде, но јас А пример ретко искрено носам и така бело те иначе, доживувам. фала ти. Како ќе те замолам Фала само Диего. многу Добре. домот во и во Дубај ми е целиот во бело и во Македонија тука, така да ова Ајде за добро Дубај да место те ќе прашам за најдам. станот. Кажи ми, имаше многу прашања. Станот твој или изнајмен таму рента, не знам како се вика? Тоа ќе си остане меѓу мене и тие што треба да знаат, го знаат. Прашуваат, така ја затоа само ти го Да, може и да имам и неколку Изфилтрирав. станови, бе, луѓе. Опа, значи има кај да одиме. Па ти кажи, ајде, да, минатиот пат ни кажа ќе ве викнам. Види, Иванче, врата ти е отворена, кога и да одлучиш да дојдеш. Бојрум. Бојрум. Благодарам многу. И Благодарам. добар домакине, морам тоа да го кажам. Фала многу. Не знам, јас не сум искусила, не можам имаш да кажам. прилика, не ја Да. пропуштај. Готово. Вака, покрај подароците што ви ги подарив, јас сакам тука да споменеме избор 2 за ова наше прекрасно вино, затоа што Вардарска долина се уште од самиот почеток на емисијата заедно со нас и го имаат тај прекрасното вино. Дали пиете вино? Ја не преферирам многу, искрено. Кој празник кажете ми го славите, Свети Валентин или денот на виното, Свети Јас Трифон? прво да кажам дека сум љубител на црвеното вино и ние Опа. дури дома, мојата фамилија си правиме црвено вино, така да имаме домашно црвено вино. Нареден пат ќе ве викнам вие да го дегустирате, да Може. видиме Со тортата. дали е добро, да. Јас не славев ни Трифон ни Валентин. Затоа што тука во моментов сега сум работно во Скопје Ангажирана. да одмарам и работно ангажирана, си спортувам, си читам книги, медитирам, се фокусирам малце на inner peace. Затоа што имав потреба, мојот одмор беше 1 месец во Бугарија, пред Бугарија беше Србија и Виена, така да сега е време my time. Your time is now. Use it. I will. Океј, кажи ми ти кој празник го славеше? Ја ништо не славев. Зошто? Работев и работев. Тоа. Кај тебе. Зошто никогаш не кажуваш ништо кога ќе те прашат за љубов? Затоа што тоа е Туку интимно. тајно Тоа е интимно. молчиш. Види Зошто? се, ако работиме јавна професија, ако сме пред екраните, не значи дека интимниот дел треба да се кажува. Видите, тоа е интима, тоа нит треба да го интересира некој, нит треба да сака да знае некој со кој со кого што прави.
Тоа е интима, не знам. Како, зошто не би сакал да знае, можеби некој те свиѓа потајно и Не, јас сум- примерете може ја- сака ја да ќе биде кажам во една работа, еве, врска јавно. со тебе. Јас сум сам долги години. Искрено ќе кажам, стварно не можам да најдам особа што ќе парира на мојата енергија и нема таква особа. Па гледаш дека не беше тешко да ми го Не, одговориш не, ово прашањето. кажувам вака, иначе стварно и да имам и да немам не би кажал као. Минатата емисија ни беше Джей Златко, не знам го знаете сигурно, Точно, наш Златко е познат легенда. дизајнер. Да. Тој кажа пример, јас самиот себе сум си совршен. Јас не можам да си најдам партнер што ќе биде поод мене. Надвор може ке не, тука не може. Па сега, не знам. Не знам, добро, Мислам ајде дека готово. Златко ти е за у Дубај. Дефинитивно. Он сака блинг, блинг, он Дефинитивно, сака- он е Да. дури во тоа шоуто Дубај Блинк да влезне, таму има сите да ги... Скроз. Кажа дека не би живеел надобро од Зашо? Македонија заради тоа што тука, како што кажа и ти, тука е работата, тука ти се сите што ги сакаш, ама тоа е Види, јас не кажав дека нема никогаш. да, сега Но- во моментот, Да. моментално. Може би на нив им е окей сега да живеат, затоа што е тешко да излезеш пак од својата комфорт зона. И он тоа што ми го има на мене кажано, еве и сега пред вас, дека на него животот, све ова што го постигнал, не е преку ноќ. Некој гледа, еве сега, Окта е сјаен салон, има муштери популарни и готово, веќе за тоа се зафаќаат. Али колку на него не спиени ноќе, колку работа му има тоа коштано, значи и да си оделен Не од кочи на фамилија. здравје. Да, Коштало да, тоа. нормално и на Зборувајте ми здравје, за тоа. значи за да го достигнеш тоа и луѓето да го видат тоа како шајнинг, прво не си во чевлите на едниот човек. И сега наеднаш он тоа да го напушти и да оди пак по истиот пат во друга држава е многу тежок предизвик според Да. мене. Но иначе вака ако реално не треба да ако нешто на готово да речеме е вака да направиш со едно стапче и да речеш да се преселам во Дубај, ја верувам дека сите би Со отишле во Дубај. со сите муштери, сите сите таму. барабар. Да, И сите да отидеш фамилии, таму фамилии. подобра атмосфера се, но ако треба да се подзамислиш дали би почнал пак од почетокот, тоа е веќе многу тешко. Сакам да ви кажам дека многу ми се допаѓа до сега емисијата, Да. како ни тече разговор. И на нас. Да, Драганче, леле, тука какво прашање сум напишала за Ајде. тебе. Пак за љубовта ќе се вратам. Дали денес, доколку си среќно заљубена и доколку партнерот побера да сецкаш салата, ќе сецкаш ли? Јас и да не сум заљубена, јас дома за мајка ми и за татко ми сецкам салата и нема ништо срамно во тоа. Браво, галава Значи ти. јас ама јас сум многу реална. Види да се вратиме на моабетот. Сецкањето салата не е проблем. Проблем е тоа што жената во Македонија 90% го сватила животот дека е работа, дома, серии турски или политика, пошто нема освен оваа емисија, јас не знам други емисии да има така поатрактивни и со забавна, нели Содржина. забавни да се со забавна содржина. И мене моабетот ми беше дека јас во овој живот можам повеќе од тоа. Дека јас не можам да се задоволам да бидам работа дома и тоа да ти е монотонија секој ден. Ти не можеш, тоа веќе знаеш дека мозокот е програмер. Мозокот ти ќе го програмираш по тој начин и веќе не можеш да излезеш од тоа. Не, јас не сум сакат, имам две раце, јас ако сакам можам и да сготвам за некој. Мене не ми треба да имам љубов по некој тоа да го правам. Браво, бе, драго. Значи јас и мајка ми која ќе се врати од работа дома, нонстоп можам да сервирам нешто што знам да направам на масата, само да ја одменам жената. Затоа што она оди на работа. Мислам, јас сум човек што има чувства, што Има големо срце, јас можам да потврдам. и фала многу. Ете, и јас си стварно. дадов една школка така што го потврдив нештото, тука Да. веќе За разлика од останатите луѓе што ги знаме, ете што успеале во Дубај и така натака, она е стварно. Јас и многу работи, фала искрено, јас и многу работи пред камера и за донации, за такви работи, никогаш не би кажала и не ни сакам ни да зборувам на тоа, затоа што тоа е меѓу мене, човекот и Господ. Никој мене не треба да ме знае. А за тоа, за сецкање салати, јас и утре, ја имам, како што кажа, имам мислење и сакам да го искажам. Место некој да се подзамисли за тоа да рече, чекај малце и стварно, па цело време тоа да го правам не е окей, они наоѓаат, за тоа се фаќаат као за смешка. Како да кажам, да, можам да сецкам салати, да, способна сум и да исчистам дома, и да изметам и со првосмукалка, да, можам да си дозволам и чистачка, и имам чистачка во Дубај. Да не се лажеме, можам и шеф да си платам да ми готви дома. Ако толку многу тоа ви интересира, имам и личен шофер и патувам со бизнес класи и се облакам брендирано, но тоа јас самата можам да си го дозволам. Можам да отидам и да си купам Зара, можам да отидам да си купам, не знам, за 500 денари ако има некоја мајчка. Јас го правам тоа што мене ми се допаѓа. Ја не живеам според правила на некој и животот
Господ ти го дава за ти да го живееш како што сакаш, затоа што како што кажа, ние сме тука гости. Со едно трепкање на окото животот ќе ти помине. Така. Но мене некој искрено ти го кажувам. И минатиот пат не знам дали кај тебе или на друго место би имам кажано. Ако мене сега некој ми рече дека ова ми е, имам уште една недела остаток од живот. Јас живеев као царица. И искрено јас си направив да живеам како царица. Царица може и да не биде, можам јас сега да отидам со некои пријатели во градски парк да седам и да ми биде на мене најубавото место. Точно, така е, Значи, така тоа е. ти Секој и затоа има и за свој. љубовта, мене не ми треба партнер за да ме направи подобар човек. Јас сум веќе изграден карактер и сум добар човек внатрешно. Мене ми треба партнер за јас да се осеќам сакано. Но луѓето, ако го барате партнерот со тоа дека ти ќе бидеш, не знам, подобре или партнерот ќе те смени или статутот ќе ти се смени финансиски или нешто, ти среќата не можеш. Ти тоа нема да бидеш ти среќен, затоа што среќата јас си имам внатре. Мене и Бред Пит да дојде, ако јас сум несреќно суштество, мене Бред Пит нема да ме направи. И ќе избега, ами нема да ме направи посрекна. Затоа што среќата си ја носиш во себе и јас сум среќен човек за разлика од луѓето што Ова се многу паметни Многу, разговори, да. се што Ама да кажа, видиме од кој почеток може, до види, крај. Јас и многу читам и парите јас ги давам за исто, за лични гурото што ти кажав, за хилери, одам затоа што си викам чекај Драгана. Дај да видиме сега да поработам што не ми се допаѓа. Ја до 70 години ќе работам врз себе, затоа што ја имам многу работи што не ми се свиѓаат кај мене. Ако и да, се сакам себе, но јас си ги знам кои не ми се квалитетите, но ја работам Да, врз си нив. реална Додека само, има точно. некој човек, верувај ми, јас сум тука прва за критики. Ти кажав, мајка ми е критичен човек и она уште ме критикува. И сакам да ме критикуваат и ќе седнам, ќе ти изслушам, ќе се насмеам и ќе речам добро. И утре ќе речам чекај јас да работам врз тоа. А ја нема да застанам да речам јас све знам, јас сум таква, take it or leave it. Многу луѓе така седнуваат, тоа сум тоа и нема да се променам. Не бе луѓе на 70. Мајка ми сега на 60 и нешто години доста си има променето од животот што јас најде со мене. Што те Мислам, јас слуша, да, па што да, ја така не е, сум така е. ја не сум обична девојка и тоа е тоа, мислам, тоа е вистина. Она си сакала да си има можеби некое дете што ќе слуша и така да биде по, не знам, но сега веќе е променета и затоа секој човек може да се промени ако сака, ако има волја и може и да успеете. Примерот на Октај, примерот на многу луѓе што се светски. Тие биле скитници. Има стварно некој што спиел во кола и немал ни работа, немал ни ништо и на крајот вербата во себе. И желба, да, верба и желба, и точно. сето тоа да знаеш дека ти можеш. Јас за себе верувам и тоа што се смеат, јас и можам да ја надминам Ким Кардашијан, затоа што она не е повеќе од мене. Тоа што јас сум родена во помала држава, сега едноставно ете јас живеам во Дубај. Дубај е една од најубавите држави во целиот свет, мислам најубавото емирство. Тука имам уште едно прашање, ти благодарам многу на опширниот одговор, и ова беше баш опширен одговор. Што е она што те нервира најмногу кај луѓето што ги сакаш? Без разлика дали се пријатели, познаници, соработници, фамилија. Несигурен човек не ќе околу мене. Па макар било тоа родител, било другар, другарка, било што, значи несигурен. Да не знае што сака или денес ми вика вака, утре ми вика другше. Тоа е преметлив. Па несигурен од себе, ама и да, и биполарни луѓе не ќам. Да, и јас не ги сакам. Значи не ќам, не може. Воопшто. Јас искрено ти кажам, во известно време многу луѓе отргнав од мојот живот само ради таа биполарност. Значи, слушај, јас тебе сум ти пријател, јас тебе не сум ти ни доктор, ни мајка, ни татко, нит сум те родил, нит сум те направил. Зашо ја да те трпам тебе? Значи, ти ако си ми пријател, дај ми мене тука убава енергија, дај да ти кажам нешто, да, ако имаме проблеми, ќе споделиме, ќе ги решиме, ќе ми помогнеш, ќе ти помогнам. Што е тоа, бе? Доктора и ја не сум доктор. Златно Доста дете. на работа, јас се малтретирам да работам, да направам дела све и уште ти као пријател да ме домалтретираш. Не. Еве, рече дај, еве, јас ќе ти дадам. Дај вино, пуштете им дома, нека се опушта. Повели. Те молам, фала ти на Поразявај адреса. тука. На адреса ве молам. Нада се и кај Драганче, те молам, ти благодарам многу И што фала, што многу ми ќе го асистираш, оцениме затоа ние што виното дома. Да, Значи, еве, јас ги тоа е за пратам вас винава дома. да го опуштам луѓе во малце и да уживаат у животот. Пред да ја поканиме Емче, затоа што имам тука неколку карти и ова случајно ги избрав картите од купот таму што... Ама дали ќе ни гледаш ти на карти, да знам што... Не знам да гледам, да А. знам, верувај, Јас тука затоа имаше викам, ќе влечам тарот со карти. Ивана, тарот карти, може така или не знам како се кажува тоа. Па имаше
да бидам, кој беше Иван из целител? Е, па гледаш Иван Ивана, тука е и со Нешто има. имената. Ајде, колку? Една, две. Колку Колку што треба? сакаш? Ајде, две. Ајде. Ајде, може ли да почнеме? Какви прашања си извлековте сами? Во длабокото? Да, во длабокото се. Барем се погодиле во длабокото. Па моите се вака забавни и интересни. Ајде, почни. Ајде. Дали кршиш чаши во кафана и која песна најмногу те погодува? Данка. Данка. Да, у кафана Данка. Данка. Не. Целе ночи лутам, улицама пустим, Данка. Ти си моја љубов, највеќа... Не кршам, зашто го скршам, треба да платам се. Кршам на Поздрав до грчки сите вечери, данки. тањири, така. А гледаш, не ти текнува турската песна, ова Данка од прва. Турската песна, Као чекај, и- која беше? Не ми текна сваро. Добро. Многу се. Ајде, Драган, че видеа тука мисли она, како ќе го одговори, Не рече кратко и јасно, викам, Како да го скапам се ова? Замисли, гледам од дека кај да замина. почнам, отидов јас од умовите, кај да почнам, кај да завршам. Вака, кој е најнискиот хонорар за кој си работел? Како можеш ова се погоди за неџа? Значи, како можеш? Знаам како е. Вака, сега снимав еден пост на Инстаграм, кој што беше за еден пријател, што ме замоли дека негов пријател има парфеми. Тие парфеми ги поклони, добив 2 парфема и 700 евра за еден пост на Инстаграм, ги поклонив на мајка ми, на татко ми, се залюбија у парфемите. Ајде, оки. Кој е твојот најважен личен атрибут? Ова ми е многу смешно прашање, не знам Како се зашто. ова јас? Ај, протумачи ми го избор атрибут. Личен атрибут е како карактерно на себе, што најмногу Карактерна особина. Па јас така го разбирам, затоа што не е на тело па вака. атрибут, него е личен атрибут. Стварно се соживувам со секој и сакам да го разберам и пред да го судам, прво се трудам да го сватам зашто тоа го направи. Но кога ќе видам дека немам одговор сам на себе, зашто тоа така, тогаш кога веќе сечам. Ама сечам. Значи ти давам многу шанси. И после тоа веќе крај. Кој е крај кај мене нема веќе назад. Таков сум, чудно е тоа, ама ете. Добро, со еден збор тоа би било? Категоричен може. Категоричен, Значи да. убаво кажам. Значи знаеш со мене докај си, што си, како треба со мене се понашаш, ако тоа не го почиташ и цениш. Ајде, Драганче, да видиме следно има, прашање. Да, спремна. Кратко и јасно, на која песна танцуваш кога никој не те гледа? Ахла лела, ахла ла. Оу, таа песна ми е тука нон-стоп. Ахла ла. Ахла лела, ахла лела. Беше типот на Сентропет А цело сега знаеш лето. кој е? Јама. Ај, добро. Вика кога ќе ме прашаат, што научив ова лето. Ахле. Скрос. 2025 беше ахла лела, ахле лас. Ама тоа и самиот текст е за having fun, пошто другарка ми е арапка и ми преведуваше. Па еве, ние без да знаеме, убаво ни дошла. Да. Баш е чил Забавно. песната. Ајде уште по едно и Емче е нестрплива тука, чека кузне со какви прашања, не знам што има. Вака, сега вика тука што те возбудува најмногу. Ај ти давам тебе фора и шанса да ти ми поставиш врз која основа што ме возбудува највеќе. Што те возбудува најмногу во сексуален чин? Леле, зашто вака нешто дадам? Леле, сам се упитав. Моето исто, моето е и бетар. Прашање во трето. Ако сакаш одговори си го само прашањето. Не мора ќе моето. одлучам само прашање, тоа е птене интимно. Да. Што те возбудува Сега ти најмногу? отиде во еротско. Видете сега, Значи, дечки, тој ми слушате што даде кажа. слободно, тој ми даде слобода да јас можам да поставам што сакам, така? Јас сам си Да. Тоа што не сакаш да одговориш, ете ќе си го одговориш уште еднаш прочитај. Ајде, покултурно јас ќе кажам, што те возбудува најмногу? Што ме возбудува најмногу? Кој имам нови цели, нови goals и тие кои ги изреализирам. Тоа. Ја не можам тоа е да живеам без одлично, тоа. да. Мислам дека сите тогаш се чувствуваме Да, тоа е највозбуден. и мокно и Точно. Драганче. Ајде, добро, ова откри ни една тајна која не си ја споделил до сега за себе. Сакаш да ти дадам во која насока да се движиш? Ајде, Не, се знам. шалам. Не кеш. Па не знам, еве имам живеено, предходно имам живеено исто малку, во Италија неколку месеци имам живеено, во Пескара, едно мало градче што излегува на море, на еден час е од Рим. Неколку месеци имам таму живеено, со дечко, италијанец, исто фудбалер беше, не толку популарен. Тоа никој не го знае. Па мислам дека никогаш го немам и изјавено. Па добро. Да.
така прилична тајна, да речеме. Тајна веза во Италија, па добро, не е лошо место Италија. Не знам местото тоа кој што го Местото е кажа. манецко, ама е многу убаво затоа што излегува на море и тоа морската морето го мирисаш кога се будиш да ти мириса на море. Има ли нешто поубаво? Нема. Нема. Нема, апсолутно Затоа што нема. ние го немаме, стварно многу сме во голем минус. Тоа држава. Море немаме. Добро се, тоа не можеме да го направиме. Стварно. Убаво ќе беше ако го имавме, бе. Убаво ќе беше апсолутно, сите ќе си бевме таму, ама ние пак ќе одевме во другите држави. Викаш? Зашо така, бе? Секогаш нашето не чини, а туѓето чини. Зашто? Да ти Цело да време направи. Види, и македончето ги плука сите, грците ги плука, бугарите биле татари, а оди на Банско, оди во Грчка, повеќе оди Дај ми во рака за ова. Охрид. Зашто е така? Реално, да. Зашто е така? А ти ќе ги потрошиш парите во држава во која што ти ги плукаш, а нема да отидеш примерно во Охрид и да разработиш или да биде поуспешен. Точно. Домашен бизнес. Тоа само по себе зборува во каков народ сме и во каква држава живеете. Јас ги сакам и ги почитувам сите, немам никаков проблем со ниту една држава, Јас освен ги сакам и германците затоа не ги стек да сакам. одам. И тоа е тоа. Ама за Македонија тоа е факт и јас кажав дека не можеш да навредуваш и нација и народ и на крај да отидеш тука. Не знаеш какви колони има во Грчка, 2 дена да дадат одмор. Во Грчка има по 5 сати. Ама види, ова е вистина што го кажува. Ова е вистина. Па така е. И јас сум се чудел, зашто така, значи... Ајде драма мама, ајде Емче, Ајде, придружи Емче, се дај тука газ. заедно со нас. Ахлеле, Ахлелес, ахлелеле, ахлелес. Јала хабиби. Јала хабиби. Зова Македонија, јас сум вашата Емче Кремче. Земете си пуканки, сместете се удобно, затоа што вечерва во мојот рубрика Драма мама дефинитивно ќе има драма. Господ знае Сашо ке не праша. Да си одиме ние дуре време. Ај вака да се спакуваме ја зем ова. За вас се случај? Ти Побрзо. рече дека брзаш негде, Да, дај ти срце така ми рече преска. Денес со нас имаме двајца неверојатни гости. Види Македон, види. Ете го и аплаузот. И една е модел, инфлуенсер, успешен бизнесмен и едно од најпрепознатливите лица на македонската мода сцената. Фала ти. Самоуверен, смел и секогаш во центарот на вниманието. Фала ти, Емче. Октај Сејди. Фала ти, Емче, многу ми Како значи. се чувствуваш денес тука Многу на убаво. нашето убаво емисија со убава водителка, убава една убава вино, девојки, убаво. И убава гостинка. се убава убаво. гостинка, Иван, све Све е убаво. совршено, све е супер, јас тоа кажав и преска. Преубаво ви е и криво ми е што не сум дошол порано. Со Октај има интернационален. Чим Волко ме пофали, сега тешко. Да ти Тешко кажам мене. право, Да. така им прави Така на е се, сите да, гости. Кој диџеј, прво те крева нагоре, после доле, пага. Каже, убаво. Прав политичар. Абе, отворете врата, топло ми дојде. Октај има интернационален модел со кампањи видени од Европа, елеганција со глобален дострел. Браво. Драгана тебе. Спасовска. Како се чувствуваш денес? Феноменално се чувствувам со Октај што е гостин исто Фала и ти, вие двете водителки за мене сте my favorite. И сега, Ама сакам и да останам да се чувствувам прекрасно. Сега да не барам да бегам од него. нема проблем. Ајде. Подготвив неколку прашања за вас. Дали сте подготвени или не? Сум, Секако ајде, што да да. правам? Сум Да. дошол тука сега. Ќе почна со кој? Драгана или Октај? Ајде, можете со мене. Ladies first. Ladies first. Ајде, Драгана. Најчесто си во Дубај. Дали повеќе ги преферираш мажите од Дубај или македонските мажи кога станува збор за врска? И зошто? Па јас не сум била со машко што било од Дубај, мислам Дубаец, не сум била со никој тамо. Немам предрасуди, прво за мене човек е човек. Јас како што кажав дека не верувам во религија, верувам во Господ.
Така да јас ја гледам во човекот енергијата. За мене не го гледам физичкиот изглед, гледам тоа што тој може да ми даде како маж, како енергија, дали ние ќе се привлечеме. Ако ти енергијата ја осеќаш, мене не ми интересира дали он е македонец, дали живее во Дубај, дали е од Марс или од кај сака нека биде. Не знам, јас ако осетам енергијата тука, ако излезам на улица може да сретнам некој да му осетам енергијата и немам тоа предрасуди дали од таму или тука. Јас патувам. Јас живеам 11 години во Дубај, но јас патувам из целиот свет. И за мене е многу поопширно дека сегде би го сретнала јас партнерот на мојот живот. Која беше најскапа цена што си ја платила? Емотивно, а не финансиски. Па искрено, јас сум многу голем емотивец. Јас не гледам вести, не гледам пример за луѓе што загубиле некоја особа од нивниот живот. Тоа тешко го живеувам, дури на многу од филмови плачам. И затоа гледам колку повеќе да бидам попозитивна со тоа што тие сцени ги избегнувам. Најемотивните, фала му на Господ, сите луѓе што ги сакам се живи и здрави и се покрај мене и секогаш нели и комуницираме и ги среќавам и тако дале, но да речеме дека љубовна врска, последната љубовна врска ми беше нешто што така најмногу ме погоди, дури не очекував, пошто јас се мислам дека сум и емотивна сум, а во истото време сум и силна. Можеби, не знам, и се правам дека сум силна, не можам да одговорам точно, но љубовната врска, затоа што јас за еден партнер правам многу работи. И на крај кога некој не може да ми врати со исто, едноставно е како загуба на време или некој да не те преценил колку вредиш и каква жена си, што можеш на него да му дадеш како жена. И тоа е начин на разочарување според мене. И јас бев разочарана во тоа што јас сум дала целата таа енергија и на крај не ми било вратено со иста мера, а не дека човекот нешто дали ме повредил или дали не ме сакал колку мене, тоа не е мерило некое. Не можеш и во една врска, јас не верувам дека двајцата може исто да сакате, но верувам во хармонија, во пријателство меѓу вас, разбирателство, да, почита. До 70 години можеш некој да почитуваш. Точно. А тоа он дали ќе ме сака помалци или не ми интересира. Љубовта е релативна работа. Апсолутно. Да. Која е лагата во која луѓето најмногу веруваат кога станува збор за твојот живот? Лагата што луѓето веруваат. Па луѓето може да веруваат во што сакаат, секој верува во тоа што сака. Така да не знам, јас мојот живот е толку веќе пред камери од 10 годишна возраст и толку веќе све и свашта се знае за мене. И сите знаете дека јас сум еден од ретките луѓе што е толку искрен. Прво јас зборувам за мојот живот, со кого сум се запознавала, за моите операции што многу девојки кријат кога оперираат или нешто прават. Тоа е многу храбро. Све ми е на показност, фала, и не верувам дека има некоја лага. Сега некој дали си верува и какви сака лаги да креира, тоа си е за него. Какви фантазии си. Да, секој има различни фантазии, така да. Ако те гледат млади жени, која е една вистина што би сакала некој порано да ти ја кажеше? Млади жени. Види, секој кога прави нешто и толку се труди, и јас сум човек што секој ден се учи да бидам најдобра верзија на себе, нормално е дека сакаш понекогаш да добиеш комплимент. Точно пред да дојдам, тоа со мајка ми го зборував, затоа што и кажав дека во овој подкаст во Софија што го снимав, имав многу комплименти од возрастни и млади жени што ми се восхитуваат. И значи да видам дека јас сум идол на младото поколение и на возрастни исто жени да ми кажат дека мене ми се диват, дека сум многу искрена, дека сум чиста особа, дека убаво зборувам пред камера. Тоа се осеќа кога нешто ти доаѓа од внатре, кога не е испланирано или дома да го читаш, да го учиш. Мислам, самите реакции, мимики, самите реакции на телото. Значи, тоа за мене најголемиот комплимент, затоа што јас се борам да бидам добар човек. Ние сите имаме и демони имаш, и ангели имаш, и ти си тој што ќе одбере кого да слуша. Ја имам тешка работа, битка со самата себе. Ја мислам дека овој живот ние војуваме со сами себе, ја не војувам со комшијата, ниту со дечкото, ниту со пријателите, ниту дома со мајка ми. Јас ја имам оваа битка со самата себе.
И јас толку борбено ја водам за да бидам и да се изградам да бидам добар човек. Да не седам на Инстаграм, јас не следам инфлуенсерки. Зашто? Затоа што можеби некоја инфлуенсерка ќе објави private jet. И самото тоа подсвеста ќе ми рече, зашто јас пример не сум на нејзино место. Јас не сакам да љубоморам и да имам такви мисли. И затоа кога толку многу се борам да бидам добар човек, утре би сакала и секој ден, не само утре, кога некоја млада девојка ќе рече би сакала да личам на тебе или би сакала да бидам твојот характер или колку си борбена, колку си упорна, амбициозна. Тоа е најголемиот комплимент. Мене не ми е, јасно е дека јас се грижам за себе. Јасно е дека јас имам операции, јас давам пари за скапа козметика, одам во салони, посетувам процедури и тоа е целогодишно. Ја не чекам лето да дојде за да отидам педикир на нозете да направам или не знам, да отидам на депилација како што некои жени живеат само за летно време пошто одат на одмор. Кај мене тоа е цела година и тоа е вистина. Реална сум брутално искрена. Не, многу, јас сум премногу искрена и сакам да ти кажам дека за мене е комплимент характерот мој, кога некој ќе види нешто добро и ќе ме пофали, а не за изгледот, затоа што изгледам така пошто инвестирам во тоа. Точно. Која е најгрдата работа што успехот ја открил кај другите? Па како што кажа претходно, зависност. Као колку повеќе си успешен, толку помал круг на луѓе имаш околу тебе, за жал. И тоа е најлошата страна. Луѓето гледат самодоверба, стил и успех. Кој дел од Октај Сајди луѓето целосно, погрешно го разбират? Интересно прашање. Добри прашања има иначе. многу интересно. Драган имаше добри прашања. Чекај, ми треба време да го сватам. Да го протумачам. Погрешно го разбират. Па, обично не ме сваќаат погрешно, тоа е добрата страна, што можеби добро се изразувам, можеби што добра порака ќе пратам. И фала Богу до ден денес преферирам да стигнам на ова место пред вас со чисто лице и со многу труд. Дали некогаш си прифатил пари или промоција за нешто што лично не би го препорачал? Не, никогаш. Само за тоа што цената била добро? Не, никогаш тоа не сум го направил. Не ни има потреба. Добро. И ова, Октај. Незгодно, е? Top love. Уште е клима, отварај врат. Дали Нина и Октај се само пријатели или пријатели со бенефиции? Само пријатели. Пријатели? Ајде, поздрав, Нина. Се надевам дека си поминавте убаво. Преубаво си поминавме, многу интересно и забавно. Седни Сиемче тука сега заедно со Бујрам, нас. како дома да Сиемче? Ајде сега Им да ја даде ли ти нешто подароци за тоа што уште ли имаме? Давајте. Дали им даде подароци за тоа што им постави вакви прашања? Ајде, нема проблем. Вака, само да кажам дека ова е од Микас и тука има само женска облека, што значи Октај ти даваме тебе ваучер за да можеш да го подариш на некој, на кој што сакаш ти. Сестра има Октај. Да, има сестра, мајка, фала Богу, има две сестри колку што знам. Ова е 2000 денари. А дали јас имам едно прашање? Јас од минатата е ваша емисија, него имам искористено да бидам гагаџија, да дојдам јас со 2 ваучера. Види ме, Драганче гагаџија, пиши таму, стави еден так. Сега нели имам нови снимања. Микас, Микас се грижат за нашиот изглед и Микас ги даваат овие прекрасни ваучери. Сите жени кои што сакате така да изгледате добро, слободно посетете ја нивната страна. Да направиме една мала реклама. Јас сакам да ви се заблагодарам за тоа што бевте искрени пред се, за тоа што бевте отворени и за разговори, за насмевки, за тоа што ми испочитувавте, дојдовте, ни испочитувавте. Директно од Бугарија. Ето така, затоа се заслужи. Како дојде, ми се јави Октај, доаѓам, викам дојди, ја средивме, вр, дојде тука, сварно. Дали се поминавте убаво, само Преубаво што се да ве поминавте, прашам. точно. Ке не дојдете пак да ни бидете Обавезно. Ето така добро, ова не беше, знаеш како, пробна Вовет. емисија, дали ќе биде нешто Да, понатака или толку ги Ја кратиме викам вака, пријателства. другиот пат ако може да ја викнеме Александра ли беше?
Радович? Да. Леле. Заедно со нас, еве пробно Ја и ти се тргнавме направивме настрана. и она да дојде и мислам дека тоа ќе грми веќе. Ништо, тоа е тоа. Нареден пат ја чекаме Александра Радович и направивме ако ништо друго промоција, прави концерти така што посетите ги концертите. Добра пеачка Не, е сега не за е тоа на сцена дали како со нас што беше така тука. е, Да, така е, да. на сцена е Како што треба. изгледа супер. Сега за приватно со кој Нема, како, може не би ние пите па не кафе сме со неа заслужиле, приватно и може тоа е па ние тоа. не сме заслужиле, кој те знае. Како и да е Македонија, јас знам дека си поминавте убава вечерва, затоа што имавме прекрасни гости, прекрасна атмосфера, прекрасна енергија, опасна енергија, како што ја најавив на самиот почеток. Сега ви посакувам да си уживате во остатокот од вечерта, се гледаме следна недела, до тогаш уживајте во остатокот од денот. Чао, чао. Дојдовте во нашата... Океј. и во вашата, и во нашата. Good. Извини. I will continue. What's wrong with me? Ајде. Црваме мачки и мачка и пантер. Види, разбив рекорди. Пантерата машко или женско? Помина Валентин пред некој. Ја не знаев дека е Валентин. Сум заборавил. Чека, не бе не поминал Абе, Валентин. Кога? помина. На Не ли е 14 14 февруари. февруари? Па да, ама добро, помина. Добро, ќе си тоа. Се издадовме. Ја викам, што е ова? Да, ја викам, не ни знаев. Ја повикам, Ти не ни не знаев. знаеш, а ја од сите ја викам, кој Валентин црни, мене ми спобуни. Ете, кој го чека Валентин, ќе знае дека не е поминат. Ајде. Мењај. Ги извергам гледачите. Ја завршив. Не е битно. Не е битно дека окей.